нашата и училница, каде што ќе проследите видео лекции. Јас сум Марина Крстевска-Ангелова и сум оделински наставник. Ќе проследите видео лекција по македонски јазик, мало и големо, демонитиви и аугментативи. Оваа лекција е наменета за ученици од 5-то оделение. Што ќе научите со оваа видео лекција? Ќе научите да препознавате зборови што означуваат нешто намалено и зборови што означуваат нешто зголемено, демонитиви и аугментативи. Исто така ќе научите да применувате демонатив и аугментатив во реченици. За овој видео час на вас за работа потребно ви е да имате само тетрадка и молив пред вас и внимателно да следите. Може да почнеме со разгледување на следниве слики. Погледнете. Имаме едно мало раченце, раче. Понатака имаме едно сладко мало кутре, кутренце. Гледаме една мала кукичка. Носето на ирвасот имаме мало носе, односно носуле. Што може да заклучиме, да размислиме прво и потоа што може да заклучиме од ова што го видиме? Може да размислиме малце како им се обраќаме на малите деца, на птиците, на животните мали. Малце размислите, па потоа ќе дојдеме до заклучок. На малите деца, да разговараме со мали дечиња, се обраќаме со нежни, топли зборови, како например последниве реченици. Колку е убаво бебенцево. Косичката на Ана е руса. Моето братче ме прегрна со 2 рачиња. Со некои наставки во именките се искажува галовност, како да галиме нешто. Таквите именки обично нешто означуваат нешто мало, нешто ситно. И овие именки ги викаме демонитиви. Именки како што се во примерот. Кесичка, бебенце, раченце, очиња, дечиња, ветерче, јагненце, тие се демонитиви. Понатака да ги погледнеме сега и следниве слики. Погледнете, за разлика од претходно кој имаме едно мало раченце, се имаме голема рака, односно рачиште. Имаме едно страшно големо куче, односно кучиште. Големо е кучиште. Имаме кукиште, огромно е. Погледнете нос на Пинокио, може да се подсетиме на носот на Пинокио. Имаме носиште. Што заклучуваме од овие слики? Дека овде станува збор за нешто големо, нешто со поголеми размери, нешто огромно. Како например, човек, човечиште. Мачка, мачкиште. Метла, поголема може да кажеме метлиште, големо е. И така натаму. Во македонските приказни народни често се сретнуваат ликови кои се физички многу јаки, силни или може и групи. Тие имаат огромни раце, односно рачишта. Имаат огромни нозе, ножишта, огромни очи, очишта и слично. Наставките што ни кажуваат за лице или предмет со големи размери се викаат аугментативи. Например, во планината се појави опасно звериште со огромни шепишта, ушишта и очишта. Во тоа големо куќиште живееше само еден старец. Човекот беше толку висок и дебел што сите го викаа човечиште. Погледнете ги зборовите што се подвлечени. Звериште, шепишта, ушишта, очишта, кукиште, човечиште. Сето тоа не асоцира, не тера да мислиме на нешто големо, силно, јако, грубо. Тие зборови се аугментативи, значи покажуваат нешто големо. Сега имате задача која што ќе треба да ја решите во вашата тетрадка. Во
следнава листа на зборови ќе ги пронајдете оние што означуваат нешто мало, демонитивите, и нешто големо што означуваат зборовите аугментативи. Орлиште, гугувче, рачусте, врапченце, прасенце, ветриште, коњиште, езерце, дрвце, клупиште, прстиња, чешмиште, ќе си направите една колона. Две колони. Во едниот колона ќе ги напишете со мало, тоа е зборовите што означуваат мало, односно демонитиви, во другата ќе напишете големо аугментативи. Подсетете се, погледнете по сликата. Големиот човек, тоа позначува големо аугментатив, мало демонитив. Отворете ги вашите тетрадки, сместете ги зборовите во правилната колона. Еве ви сега имате решение на задачата. Помало спаѓаат гугувче, врапченце, прасенце, езерце, прстиња, дрвце. Орлиште, рачиште, ветриште, коњиште, клупиште, чешмиште означуваат нешто големо, нешто огромно, нешто грубо. Демонитивите малото ни означуваат нешто мило, сладко, малечко, покажуваме некоја галовост, а кај големото веќе имаме покажување, да речеме, на некоја грубост. Се надевам дека ви беше јасно и интересно. Ви благодарам.